Одлуката на Бугарската православна црква да ја признае МПЦ под името Православна црква во Република Северна Македонија, а архиепископот Охридски македонски господин Стефан да го нарекуваат како Стефан, архиепископ на Северна Македонија, за митрополитот Преспанско-Пелагонински Петар била политичка одлука. Тој смета дека МПЦ никогаш немала проблем околу канонското признавање, туку прашањето секогаш било политичко. А сето она што таму се коментира дека сме станале сега канонска црква, ние никогаш не сме отстапиле од каноните на православната црква. Големо е ни е името и ќе сакаат да ни го земат. Тоа е проблемот на нашата држава, тоа е проблемот на нашата нација, тоа е проблемот на нашата црква. Од друга страна пак владиката Петар смета дека ќе го добиеме томосот за признавање на нашата автокефалност од страна на Цариградската патриаршија, тогаш кога ќе не признаеле уште неколку православни цркви, освен оние со грчко јазично подрачје, на кои што им пречело името Македонија. Тие ќе чекале да не признаат откако ќе добиеме томос од Вселенската патриаршија. Уште 3 до 4 цркви кои не би биле против, не им пречи нашето име, а останатите на кои им пречи нашето име, секако тие нема да не признаат како автокефална пред да донесе томос Цариградската патриаршија. Инаку денеска во прилеп за празникот Свети Никола требаше да присуствува и некогашниот втор човек на Московската патриаршија, митрополитот Иларион Алфеев, кој што сега е надлежен за Руската црква во Унгарија, но тој сепак не дојде. Според владиката Петар не дошол затоа што неговата придружба не добила визи за влез во Македонија. Во однос на поделбите пак во православието помеѓу Москва и Цариград, митрополитот Петар смета дека дошло време сите проблеми да се решат на еден заеднички собор, а ако таму не се мешала политиката, лесно ќе се надминеле сите препреки.